Започна исплатата на субвенциите, земјоделците ги очекуваат парите на своите сметки, меѓутоа тутунарите се оние кои што во наредниот период очекуваат. Каква беше оваа реколта? Па можам да кажам дека навистина огромна благодарност до сите кои што беа вклучени во откупот на тутун од реколта 2016 година, вклучувајќи ги пред се Сдруженијето на тутунарите, Сдруженијето на откупувачи на тутун, па и сите и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Имавме навистина повеќе состаноци кога требаше да отпочне откупот на тутун и поголемиот дел од предпријатијата отпочна пред беа подготвени и отпочнаа во законски предвидениот рок и согласно на тоа започна без било какви проблеми откупот на тутун и можам слободно да кажам на задоволство на сите дека и во законски предвидениот рок на 15 март официјално и заврши откупот, иако предвидено согласно закон 15 март заврши многу порано, со што можам да кажам дека имавме успешен процес на откуп на реколта 2016. Во таа насока само би додал дека се постигнати количини од околу 25 милиони килограми произведени и предадени кај 9 откупни предпријатија и целосно исплатени. Најголемиот дел, некаде околу 99% се исплатени, тоа во вкупна вредност од околу 80 милиони евра и во однос на цената која што е постигната и која што во споредба со претходната година изнесува некаде околу 197 денари просечно по килограм производен и предаден тутун кај откупните предпријатија. Тоа е на општо задоволство, ја им честитам на сите кои што беа вклучени и на земјоделскиот инспекторат, кои што беа будно на сите откупни места и кои што професионално си ја извршува својата задача, и проценителите, и откупувачите, и земјоделското здружение на тутунарите. Меѓутоа за субвенции, колку пари годинава е предвидено за тутунарите, со оглед што имавме одлична реколта, кога да ги очекуваат тутунарите парите од субвенциите на своите сметки? Согласно ветувањата, а и она што е предвидено во програмата за 2017 година, најавувавме многу порано во текот на 2016 година дека ние како влада продолжуваме со поддршката на тутунарите, кои што се околу 30.000 во Република Македонија, 30.000 земјоделски стопанства и кои што екзистираат и прехрануваат семејства од оваа дејност. Дека продолжуваме со поддршката од 1 евро за килограм произведен и предаден тутун кај откупните предпријатија и согласно на тоа, имајќи во предвид дека се предадени околу 25 милиони килограми тутун кај откупните предпријатија, се очекува треба да очекуваат оние кои што произвеле и предале тутун околу 25 милиони евра вкупно субвенции како директни плаќања и поддршка од страна на владата. Согласно програмата и согласно календарот на субвенции, први за исплата во 2017 година ќе бидат токму тутунарите. На тоа веќе се работи, бидејќи официјално е завршен откупот согласно законот. Откупните предпријатија ја подготвуваат документацијата заедно со платежната агенција и по комплетирање на процесот се очекува некаде во првата половина на месец април да има реален допир со средствата од страна на тутунарите кои што треба да ги добијат на сопствените сметки субвенциите кои што се предвидени во програмата. Така, како што кажавте, тутунарите први ќе ги добијат субвенциите од програмата за 2017 година, меѓутоа што останува со другите култури? Кога според календарот субвенциите ќе ги добијат и другите земјоделци кои што произведуваат други култури, а како што и вчера информираше Министерството, оваа година се обезбедени околу 100 милиони евра за субвенции? Да, согласно предвидените средства во буџетот и согласно она со кое што располага Министерството за финансии, значи за обезбедени средства, немаме никаков проблем во аспект на исплатата на субвенциите со обезбедени средства, значи сите средства се обезбедени, но поради одредени причини, заради комплетирање на севкупно процесот кој што е предвиден во вакви состојби кога функционира техничка влада и се со ограничени можности, има потреба од комплетирање на повеќе мислења од повеќе институции и кога сето ова заврши, на општо задоволство на сите, продолжуваме со постапката за исплата. Подготвени се веќе решенија за исплата на околу 220 милиони денари
средства предвидени за млекопроизводителите, средства предвидени за оризопроизводителите, средства предвидени за оние кои што се регистрирани земјоделски стопанства како дополнителна поддршка и на оние подрачја со ограничени можности, средства предвидени за производителите на органска храна и во следниот период сукцесивно следуваат подготовка на решенија и налози за исплата на дополнителни 170 милиони денари кои што се однесуваат на млекопроизводителите и кои што предаваат млеко кај преработувачките капацитети и понатаму си следува онај што го најавивте во вашето излагање дека согласно предвидената програма во вкупен износ од околу 100 милиони евра, а нашата обврска согласно законот до 30 јуни отпочнуваме со подготовка паралелно на документацијата и на апликациите и барањата поднесени од земјоделците, кои што се однесуваат на полјоделските култури, на лозарството, посебно на оризопроизводителите, на сточарите, на оние кои што се занимаваат со производство на органска храна, на живинарство, пчеларство и така натаму. Согласно законот, до 30 јуни сме обврзани да исплатиме средства во вкупен износ од околу 60 милиони евра. Процесите се отпочнати, подготовката е отпочната, така како што најави во таа динамика и ќе следат исплатата на средства за субвенции.